Добро вечер, почитувани, добродојдовте во уште едно ново издание на Само вистина. Јас сум Јана Јосифовска, а вечерва дебатираме со двајца поранешни пратеници од СДСМ и од ВМРО ДПМН, секако високи функционери, со кои што верувам ќе имаме интересна дебата, имаат што да кажат согласно нивното искуство за сите актуелни теми. Велам добро вечер за господинот Јани Макрадули. Добро вечер, благодарам на поканата. И господин Владко Ѓорчев. Добро вечер, поздрав до вас и вашите гледачи. Да, господине Ѓорчев, вие сте и национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси. Секако оваа тема ќе ни биде во фокусот, заслужува внимание малку подолу, но она што сакам, да почнам со вас на почеток да го прокоментираме, она што се случуваше во Тирана денеска. Лидерскиот самит од Западен Балкан помина, меѓутоа се чини пораките останаа исти. Сега ве прашувам, дали според вас Македонија останува заложник на европската бирократија и Бугарија или пак на сопствените политичари кои што на некаков начин не се осудуваат да носат клучни одлуки? Кој е вистинскиот блокатор? Па факт е дека Македонија изминативе 35 години, или ако сакате 100 години наназад, немаше лесен пат, напротив, имаме многу тежок пат, со многу оспорување, со многу негирања и посудени сме да се докажуваме. Значи, македонците се борат за своите правдини. И не случајно тоа е напишано во нашата химна, не случајно тоа е битот, не случајно тоа не е судбината. Ни не треба за тоа да ламентираме, или не треба да одиме во било каков фатализам, но факт е дека кон нас се испорачуваат барања како кон никој друг. И за жал, значи, ние имавме ситуација каде што Македонија 2018-19 година името на државата го промени, после тоа дојдовме француско вето, поддржано од Холандија, имаше и други земји кои што имаа воздржаност тогаш кон ширењето на Европската унија, конкретно Белгија и Данска. Значи, не е само тоа во делот на Балканот, иако да, значи оние директни барања кои нас не принципиелни доаѓаат од балканските држави, но тоа што ние го немаме, тоа се гаранции дека ако ние направиме некаков чекор дека навистина ќе влеземе во Европска унија и исто така не добиваме гаранции дека после тоа следниот ден нема да имаме 20, 30, 40 нови барања врз основа на таа промена на уставот која што се бара од нас. Значи, ризикот е објективно, значи не зборувам било која влада да биде во Македонија, ризикот е да ни кажат за ден, 2, 3 или 4, тоа е чекор во вистинска насока, 20-тројца честитаат и после речат, ајде сега да продолжиме во нов турнус и во нов циклус. Од друга страна, и во самата Европска унија не се најизгледни, најчисти работите околу проширувањето. Значи, да, гледаме сега дека ќе се каже, да, можно е 2027, 8, 2030, ако 27, 8 е де факто утре, но не сум сигурен, не знам, значи им посакуваме се најдобро на сите кои што аплицираат, но ќе зависи тоа и од геополитички моменти, тоа ќе зависи од европската како да кажам, кондиција која што ќе има и состојба во главните европски земји. Гледаме дека, например, економијата во Германија не е најсјајна, цените на енергенсите се повисоки, нивната автомобилска индустрија е погодена, во Германија не оди 43% од нашиот извоз. Гледаме Франција има големи проблеми со пензиите, исто така таму растат и каматите на заложувањето. Велика Британија исто така има проблеми со буџетот, има сериозен дефицит, сега го спремаат буџетот за 2026 година. Италија има голем долг и големо заложување, иако макроекономски се стабилизираат последните 2-3 години. Така што сакам да кажам дека во таа равенка не е само Македонија, туку во таа равенка има 27 променливи, кои што се XYZ и кои што не се само константа. Господине Макрадули, Европската унија ни нуди финансиска инекција со планот за раст, но европскиот воз стои. Не се помрднуваме од мртва точка. Дали и после овој самит во Тирана се испраќа јасна порака дека Македонија добива пари, но не изгледи да влезе во тој сегмент за проширувањето? Дали ова можеби се некои последни сигнали што ги испраќаат челниците од Брисел, дека сега е моментот за спроведување на тие клучни
реформи кои што се бараат од нас, вклучително и уставните измени, и што, доколку остане статус кво ситуацијата според вас? Па јас за разлика од господин Ѓорчев сум позагрижен за Македонија отколку за овие земјите што ги спомена господин Ѓорчев. Загрижен сум затоа што реториката и политичката волја што ја демонстрира председателот на владата, господин Христијан Мицковски, како да зависи од територијата и соговорникот. Планот за раст и развој, кој што денеска во Тирана на јавна сцена беше поддржан од него, имаше шанса да се спроведе во нашата држава многу порано. Врските за имплементација на планот за раст и развој имаат јасни чекори и временска рамка. Никој не е крив, нити автомобилската индустрија во Германија, нити пензионерите во Франција, затоа што наместо до јуни да ги донесат пакетот на закони од правосудството, министерот за правда си ја тераше својата магистратура. Никој друг не е крив во неспроведувањето на агендата. Особено што вие тоа го кажувате, тоа ја промени таа тактика Европската комисија кон земјите од Западен Балкан или од проширувањето, сработеното да се награди со финансиски инекции. Ние заради неспроведувањето на реформата која што е акламативно беше поддржана и од оваа влада, не стигнаа 17 на милиони евра, кои што знаеме дека заради тие не стигнаа. И затоа мојата загриженост е дека ние нема трпение да има Европската комисија толку долго колку што претпоставуваат челниците на владата и многу порано ќе им се случи она што му се случува на една соседна држава наша, каде што и од едната и од другата страна и вика нема седење на две столчиња. И затоа ако сакаме да ги спроведеме реформите, па потоа да кажеме еве се направивме, тогаш ги немаме и тој аргумент го немаме во раката ние. Ние зборуваме за владењето во правото надвор, дека сме за спроведување и владење на правото пред челниците од Европската комисија, а ќе дадам два примери овде како се однесуваме во Македонија. Затоа викам различна е реториката и активностите и политичката волја од кој е соговорникот и која е територијата. Ви имате буџет кој што е актуелен во собранието, предлог буџет за кој што се расправа, во кој што имате законска обврска согласно законот на буџет и дефицитот да не биде поголем од 3%, и вие имате 3,5%. Значи владата нема проблем да предложи незаконски дефицит кон собранието. Тоа е едно подценување, не спроведување на закон, но и подценување. Или пак планот за раст и развој што е одобрен и од владата, кај што пишува за средствата кои ќе дојдат во правосудството и треба да ги дадат. Не ги биравме ние бројките. И гледате што се случува, оно што во извештајот за жал го кажуваат, и тука да заокружам, тие укажуваат и во извештајот на Европската унија, на Европската комисија за поларизација. Ние во овој момент, кога нема опозицијата, владата се кара со ЕУ, се кара со судиите, денес се скара со Уставниот суд. Зато тие повикуваат опозицијата да оправите се, сакаме со вас да се караме. Таа поларизација не носи добро. И навистина апелирам на итно спроведување на активностите во рамки на планот за раст и развој и тоа што било избрано и потврдено од страна на владата и да се направи. Која според тебе двајцата, секако Ѓорчев ќе му дадам збор, одговорноста во сите овие процеси на власта, која е на опозицијата? Спомена и господинот Макрадули, и впечатокот во јавноста, и тоа е де факто дека опозицијата сега и незиниот рейтинг конкретно и СДСМ е на најниско ниво, меѓутоа особено после локалните избори и се разбира се потврди таа на некаков начин апсолутна власт на Мицковски. Па еве во тој контекст, господине Ѓорчев, се сваќа ли сериозно целата оваа ситуација во која што во моментов се наоѓа Македонија? И апропо европската перспектива, меѓутоа и апропо сите оние реформи кои што клучно мора да се преземат, сега и веднаш се спомена правосудството. Да. Па
состојбата на Македонија секогаш е сериозна, затоа што ние не живееме ниту во Скандинавија, ниту во Бенелукс. Значи, ние сме во средината и во епицентарот на Балканот и покрај себе имаме 4 народи кои што сите се поголеми од нас. Значи, кои што имаат своји матични држави и едноставно не ни е лесно. Значи, без разлика дали е тоа влада на ВМРО, ДПМН или на СДСМ, ние имаме своји специфики како Македонија со кои што треба да се носиме. Истовремено не смееме да повториме грешката на Зоран Заев кој што премногу ефтино ги продаде сите наши позиции кои што беа градени 200 години наназад. Значи, со невидена леснотија во рок од 1-2 години се испораздава со години, со векови достигнувања кои што сме ги имале, придавки кои што многу ни значат и кои што не се само семантика, туку и имаат голема содржина, дали е тоа Македонија, македонски или било што поврзано со нашето битисување. И влетавме во тоа, наместо да ги решиме проблемите, се отворија нови 10. Например, 2017 година, еден месец после владата на Зоран Заев, се потпиша договор за добрососедство со Бугарија, каде што немаше ниту збор, ниту од уставни измени. И каде што се рече, ние го затвориме ова прашање, сега се е во ред, одиме напред, гледаме напред. 10 години не можеме да мртнеме од тоа. И се уште сме шахирани и се уште сме под удар врз основа на тие нивни тогаш стекнати позиции, а наши ослабени тогаш. И таа наша лоша позиција е на повеќе табли. Не е тоа само на една табла, шаховски кажано, туку во симултанката која што секоја држава и секој народ ја игра, нашава позиција не е сјајна. Значи, ние и во економијата, и во еден куп други области не стартуваме од нула, туку од минуси. Дупката во која што се наоѓаме е длабока. Така што, само завршам, ќе треба малце подолго време да се консолидираме и да застанеме на нозе. Но, мислам дека оваа влада со Христијан Мицкоски како премиер, чекор по чекор, област по област, со сите тешкотии кои што ги има, ја консолидира Македонија. Тоа нема да биде ниту лесно, ниту брзо, но мислам дека одиме кон тоа да застанеме на нозе. Да, сакав да ве потпрашам во тој однос. Осем овие, според вас, национални предавства, како што ги нарекувате, домашните задачи нас де факто ни стојат. Споменав, се бара не само од Европската унија. Државата треба да се реформира и целиот систем само од себе за граѓаните подобро да живеат. Тоа е целта, претпоставувам, на сите политичари и оние кои што не водат, па и на опозицијата како контрааргумент. Прашањето ми беше како да ќе се справи и власта и оние кои што водат државата со сериозната корупција длабока која што постојано ни се потенцира од Европската унија. Исто така, ни самите го живееме тоа. Видовме примери и со судски рочишта, трагедијата во Кочани, што се случи. Дали се учат лекциите и дали овој систем, институции па и политичари според вас имаат сериозна волја за коренити реформи? Мислам дека зрееме како општество, мислам дека одиме чекор по чекор напред, далеко од тоа дека сме ние во некоја идеална состојба, дека се е розово и се е супер, не, напротив, имаме огромен број на проблеми секој ден и народот ги живее тие проблеми. Но истовремено ние за среќа не сме во ситуација каде што, не знам, пред година или две Македонија на Табановци пола влада оди заедно со Заев или Тача Ковачевски да дочека брашно или зејтин која просе од Србија. Не сме во ситуација каде што половина Скопје мрзне надвор со часови за да дојде до пасош или до лична карта. Ние не сме земја во која што, не знам, пред 2-3 години имавме да не може ниту еден хеликоптер да дигнеме во воздух, ниту еден авион да дигнеме во воздух да гасиме пожар. Можеме да дигнеме неколку авиони, можеме да дигнеме неколку хеликоптери. Не сме ние одеднаш некоја супер развиена земја, но сме неспоредливо во подобра кондиција, во подобра ситуација тоа што бевме пред неколку години. Ние се земја која што гради патишта и автопатишта. Скопје сега е град кој што
не е одеднаш чист, не е Скопје, ниту Хелсинки, ниту Копенхаген, но не е она што беше пред еден месец. Така што тоа наше консолидирање ќе се одвива чекор по чекор, го работиме тоа и едноставно мислам дека луѓето ќе се повеќе и повеќе ќе го почувствуваат. Истовремено не смееме да преидеме никако во некоја ароганција, нааканост, преголема самодорба, тоа е лесно, ова, оно. Не, треба да се биде прилично со усул, прилично воздржан, работлив, да се објаснат работи на луѓето, да не се креваат и да не се дават огромни ветувања или очекувања, но упорно да се работи, да стануваме подобра и подобра држава. Така што во тој дел, значи, уште еднаш проблеми има многу, но како држава и како народ се консолидираме. Ке се согласите ли, господин Макрадули, со оваа оценка на господинот Ѓорчев? Особено за оние клучни области, па и секојдневни потреби на граѓаните. Споменавме длабоката корупција, правосудството, додека се бара правда во Македонија и ве споменавте и вие. Актуелна тема е дали треба судиите и обвинителите по големи плати да земаат. За жал нема да се сложам. Мене ми е криво, јас и разговаравме. Многу е тешко кога сакате реално да зборувате за работите и од другата страна секогаш наоѓате на блок кај што се брани нешто што не се брани. И ќе дозволите да се обидам да аргументирам нешто. Ако е сведе, или секако не сакам да сведам дебатата дека граначалникот на Скопје од ВМРО-ДПМН како дострел го кажува тоа што го исчистил ѓубрето што не го собирал кандидатот за граначалник предходен од ВМРО-ДПМН. Тамам работа на тоа да ја сведеме политиката на оваа држава и било тешко, се сложувам, немале секогаш добра волја и поддршка и од соседите, но тоа не значи дека владата не треба да работи и заедно и опозицијата, сите чинители во едно општество, да се бориме за државата да биде подобра. Денеска го слушам министерот за европски прашања, кој што вели, еве сега го чекаме конгресот на ВМРО-ДПМН, па после новогодишните празници треба да се работи. Јас стварно не знам каква леснотија во изразувањето. Луѓето чекаат резултати. Ние, после трагедијата во Кочани, премиерот имаше еден првиот дел од говорот, кој што беше во тој момент исправен и правилен, кој што според мене водеше кон понудување на оставка, после која што ВМРО-ДПМН имаше 119 пратеници, минимум. За жал, остана во партиските води. Тој повика на борба со корупција, за да сме сведоци дека човек што го поставил го фатија некни со мито и корупција функционер на ВМРО-ДПМН. Не сме ја научили лекцијата. Очигледно изборот на кадри не е правилен. Да, но тој процес и таму има на обвинителна клупа и од поранешни градоначалници, високи функционери на сите партии, за жал. Пораката што ја пренесе председателот дека ќе се справува со корупцијата. Прво сопствениот двор, јас тоа викам. Прво сопствениот двор. Нормално, ниеден функционер тоа не треба да го прави. Ама не можете да зборувате кога вие во сопствениот двор тоа не го правите. Или кога зборуваме за еве уште еднаш за ЕУ перспективите визави, ако бараме стално противници, некои дека нас. Јас не сакам да се жалам, тешка е ситуацијата, никогаш не биле фер кон Македонија, ама тоа не значи дека не треба да се бориме. Како се бориме? Со политики. Го гледате буџетот. Имате 50% помалку пари за интеграција во ЕУ. Министерот за Европа има 50% за своето министерство пари во буџетот. Ако добро ве разбирам, вие поддржувате да имаат судиите и обвинителите по високи плати согласно она што беше или независен буџет? Го поддржувам независниот буџет, бидејќи тоа се сложила и владата на планот за раст и развој. Тоа не сме го бирале ние граѓаните, него владата се обврзала на тоа. При што не мислам дека од една страна тие се средства само за плати,
туку и за подобрување на условите, а од втора страна, секогаш најголемата моја замерка кон ВМРО ДПМН со години е таа поларизација и поделеност. Во услови кога тешко се живее, кога цените се растат секојдневно, во продавница кога гледате секојдневно секоја цена е повисока, дали се основните производи и продукти велам, вие ги ставате судиите и обвинителите со голема сума на пари, за да создадете револт и поларизација во општеството. Тоа не носи кон решение. Ако тоа го мислите, тогаш зборувајте денеска во Тирана да се смени тоа. Но гледаме дека не зборува. Затоа премиерот едно зборува тука, друго зборува во Тирана. И на крај, дали се точни бројките што ги кажува председател, кажа амбасадорката на Германија, кај што вели дека Германија издвојува 5 пати повеќе по глава на жител во нивниот правосуден систем. Така да ние можеме бројките како сакате ќе ги искористиме да ги но не ни нуди тоа решение во овој момент што се бара за нас. Ако да заокружам, многу полесно е кога ќе бидеме со тие 27 променливи, оти тогаш ќе ја изедначиме ние равенката. Ако сме таму на масата и ние ако сме чинител на тоа, многу полесно ќе се бориме за правата на нашите низ цела Европа отколку сега, бидејќи тоаш како земја ќе бидеме на иста маса. И второ, ќе имаме право да можеме да си ја решаваме судбината заедно со сите македонци кои што за жал се раселени не се во овој момент во нашата држава. Дали, господине Ѓурчев, ќе се согласите со констатацијата дека можеби се прави преголем фокус на овие теми, ајде да кажеме спорните повисоки плати за независен буџет или суди јавни обвинители, бидејќи премиерот Мицкоски е на став дека тие што има 0,2% доверба кај граѓаните не можат да добијат повисоки плати и дали фактички на ваков начин што спомена господин Макредули ќе се подобрат состојбите во правосудството или потребно е многу повеќе? Па темите во Македонија ротираат, значи секојаш има, не знам, тема на неделата, тема на месецот, така што за 2 недели ќе биде некоја друга тема. Она што е важно тоа е дека Македонија во моментов е земја која што има највисок економски раст на Балканот. Значи ние во првиот и во вториот квартал имаме раст на БДП од 3,5%. Значи од тој раст на БДП се полни буџетот, од таа економија после тоа идат сите плати. И во здравство, и во образование, и за патишта, и за автопатишта, и за асфалт, и за сервисирање на државни обврски, сето она што е живеачка на народот и на луѓето. Да, но ќе се согласите дека растат и цените. Не, апсолутно не, секаде растат, но видете растат цените и пред 2 години, а Македонија имаше раст на БДП од 1%. Значи имавме најмал раст убедливо на Балканот и тогаш галопираше инфлацијата. Сега инфлацијата е помало тоа што беше пред 2 години. Да, факт е дека цените одат нагоре, станува збор за светски тренд, гледате што се случува и со војната во Украина, што се случува на светско ниво, ситуацијата на Блискиот Исток, цените на нафтата и сето останато. Значи, светов е дестабилизиран повеќе од што во било кој момент од втора светска војна на овamo. Да, апсолутно, да. Но апсолутно не, свесно сум за тоа, но сакам да кажам дека оваа и ваква Македонија има трет најголем раст во Европа. Не дека ние имаме трета најдобра економија во Европа, не. Но во делот на растот, во првиот и во вториот квартал, значи во првата половина на оваа година, имаме испорачено со бројки, со факти, најдобри резултати од сите земји на Балканот и трет највисок раст во Европа. Значи тоа ние на нас за 8-9 години го немаме почувствувано. И тоа е начинот. Значи не е начинот, не знам која ќе треба, дали на оваа група, дали на оваа категорија, на овие или оние кои што барат, на сите им требаат поголеми плати. Работава е да ја направиме да имаме инвестиции, перформанси на економијата, која што ќе донесе подобар стандард. Така што тоа е начинот. Тоа која ќе биде тема на месецот или тема на годината, мислам дека економијата и прашања поврзани со животниот стандард треба да бидат тема на деценијата. Затоа што ние доста застануваме за голем број на земји и многу треба да надоместиме. Така што се надевам дека овој наш перформанс кој што во моментов го имаме ќе проложи и тоа не може да се осети разлика за
еден или два квартали, значи за 3 или за 6 месеци, но ако тоа постојано го работиме, ако така биде 3, 4, 5, 6 години, тогаш ќе се осети. Значи тогаш ние нема да бидеме најлоша земја на Балканот, нема да просиме зејтини, брашно од Србија како што просеа владите на Зоран Заев и Тача Ковачевски, туку ќе бидеме земја која што има своја функционалност, има свое достоинство, која што може да испорача резултати. Така што гледам да, и со тоа завршувам, да балансирам помеѓу свесност за тешките состојби во кои што се наоѓаме. Не ќе јас одеднаш да ставам розови очила и кажам се е супер, напротив не е, но истовремено значи не сме во еден нокаут како што бевме пред 2 или 3 години, туку сме една земја која што се консолидира, која што има почетни резултати, но има уште 2,5 години од мандатот, каде што едноставно многу повеќе ќе се осети дека се живее подобро како систем и како општество од тоа што било досега. Крадули? Реков, неверојатна леснотијата со која што представниците на ВМРО ДПМН ја бранат реалноста и човек колку и да сака да аргументира, многу е тешко. Нивните ставови, ама тоа не носи подобро за граѓаните. Ако вие имате лани 530 милиони странски инвестиции евра, сега имате 230, не значи дека тоа подобро. Тука не ви треба ни наочари, ни леки и розеви. Имате 2 фабрики што и затвараат. Ќе останат луѓе на улица. Како може тоа да е подобро? Како може да е подобро кога инфлацијата не е помала, туку е 4,5%, господине Ѓорчев? Јас навистина сакам да аргументирам, сакам да дебатирам, но во услови кога не ја гледаме реалноста, не ги гледаме бројките што ги кажуваат, буџетот ги кажува. Не ние, буџетот на ВМРО, владата што е предложена од ВМРО ДПМН. 90% оди за трансфери, за плати на и трансфери и дотации, само 10% се капитални инвестиции. Самата влада предлага намалување на капиталните инвестиции. Како ќе дојдете до тој раст од 3,5%? Да, владата смета дека буџетот е развоен Ама и како домаќински. имате помалце капитални инвестиции? Вие кога сакате да постигнете некоја цел, и тоа е филозофска експликација, подобро да целите овде и кога ќе стигнете до овде, сте постигнале повеќе успех ако целите до овде и сте стигнале. Вие може да проектирате ќе имате 10 милиони капитални инвестиции, ќе реализирате 100%, браво, ама тоа помага нешто не. Како ќе стигнете до раст? И проекциите, почетните услови на раст од 3,5% и инфлација од 2% се погрешни, ама се намерно направени за да се проектира буџетот. И после се чудиме зошто работите не ни одат. Тогаш, ако е се во ред, нема да се бунат синдикатот, нема да се бунат пензионерите, нема да се бунат земјоделците, све ќе биде добро. Ама очигледно не стигаат сите тие информации до владините представници и еве ние сме за жал заглавени. Навистина сум загрижен за моментот во кој што се наоѓа таа Македонија што си ја сакаме ние. Поведате, имате реплика. Па, видете. Вие очигледно не ја бројките се од буџетот. Не, тие се од буџетот бројките, јас не ги измислувам, ги пишува во буџетот. Во буџетот ги пишува. Не ги измислувам јас. Пред 2,5 години Македонија имаше 7% инфлација и 1% раст на БДП. И тоа беше една катастрофална состојба во која што се наоѓавме. Ние минатата година дојдовме во ситуација каде што половина од годината беше помината, значи владата дојде на пола година, заокружено, а 70% од буџетот беше потрошен. Значи ние минатата година моравме буквално да ја спасуваме државата од банкрот. Значи и за среќа народот и граѓаните не ги осетија тие премногу тие турбуленции кои што беа под површината. Така што мислам дека во тој дел и премиерот Мицкоски и министерката за финансии Гордана Кочовска, како и другите клучни ресори, министри кои што имаат допир со сето ова, мислам дека ја стабилизираа состојбата да
да немаме ние одеднаш должничка криза, Македонија да биде на работна банкрот или да имаме некоја спирала на хиперинфлација. Значи, тоа беше многу потешка ситуација од што се гледаше на површината. Ова е исто така година на консолидација, повторно ќе речам, со највисок економски раст на Балканот. Никој нема поголем раст од нас. Трет во Европа, од 50 земји. И таа и таква Македонија сака да победува, таа Македонија сака да се развива и мислам дека граѓаните го препознаат тоа. Значи, многу внимавам, значи да како да кажам, да не емитираме некоја премногу голема самодоверба или не знам, многу сме јаки, многу сме добри, но не е случајно зошто соодносот меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ на избориве е 3:1. Значи СДСМ паднат на 120.000 гласови. Толку 99 година имаше Стојан Андов како четврта партија. Васло Топурковски 99 година имаше 180.000 гласа. Денешниот Иваков СДСМ има 120.000 гласа. Значи, но тоа нас никако не треба да ни даде некое задоволство да кажеме и сега супер, или ние сме многу јаки, многу добри, народот е многу задоволен. Не. Народот вели еве, имате шанса, ова е добар почеток, но очекуваме многу и уште повеќе. И така и треба да го гледаме тоа, значи мандатот е 4 години, треба да се треба многу да се трча, треба многу да се работи, треба многу да се испорача, затоа што заостанувањето во кое што се наоѓаме е големо. Значи многу усул, тактичност, избалансираност и внимателност. И помалку душегрижничност за опозицијата. Мислам, кога ќе помине некоја година и кога ќе ставите некоја црта, не, за 2025 година нема да биде важно да ги коментират резултатите на опозицијата. Туку ќе коментира историјата, резултатите на генерацијата. Таа генерација што била во владата, таа структура, што направила? Не зборувам, сега во овој момент можеби им одговара тоа ВМРО, нема да не знам. Имате можеби вештачка интелигенција, овој портпарол што се појавува секој ден со истото ден. Ама тоа кој корист има од тоа? За 10 години кога ќе правите на ретроспектива за Македонија во 2025 година не се битни тие резултати на опозицијата. Ќе биде што оваа генерација како политичари во владата, во структурите испорачала на граѓаните. Да, што е важно прашање и за сите што сте и вие што сте биле дел од законодавна и извршна власт изминативе години. Но кои се резултатите? Ајде да се фокусираме на резултатите на државата, да ги оставиме партиите, секоја партија да си ја прави својата политика самата. Не таа политика. Што имаме? ВМРО ДПМН се занимава со СДСМ, покрај што се кара со сите. Сега гледам и Влен ги копира, па тие се занимаваат и ги коментираат, па ова требало да направи дуи, она требало. Ама вие гледате што правите. За да денес излезе министерот за европски прашања и вика сега да помине конгресот, па после реконструкцијата во јануар, па после 8 март, па Великден, ама кој ќе почне да работи владата?